Добра ви вечер. Афористичката репрезентација на Македонија по шести пат овде од Храмот на културата, Центарот за култура Бели Бугри, ви ја приредува вашата омилена вечер на македонскиот афоризам. Годинава по шести пат. Необичната, кратка, јасна и стегната форма и луцидниот, ироничен, дуковит и понекогаш остар израз се мотивот што вечерва сме овде. Минатата година беше година на физичко заминување од овој свет на мајсторот на хуморот и сатирата, творецот на култната емисија Хихирику Иван Караdak. Вечерва имаме можност да проследиме едно мементо за него, подоцна ќе врачиме и специјална награда. Во оваа пригода би сакала покрај вас, драги пријатели, почитувачи на нашата работа, на љубители на афоризмот, вечерва посебно да ги поздравам Иванка Караdak и Марта Маркова, сопруга, Марковска, се извинувам, сопруга и ќерка на Иван Караdak. Кој од народ пари граба да се стори жаба, велеше Караdak во ненадмирливото Хихирику. И ја и сега нека го заборави некој тој краток, јасен, стегнат израз, полн со енергија, онака способен да буцне и боцне, да растресе и да охрабри. Во ова време кога е стеснет традиционалниот медиумски простор на хуморот, сатирата, сарказмот, овој фестивал на афоризми доаѓа како лек на рана. Токму затоа повикувам уште еден аплауз за организаторот и за сите поддржувачи на афористичката репрезентација на Македонија и на оваа вечерна. Се разбира, тука е музиката, односно нашите постојани поддржувачи. Атанас Георгиев, Санден Наунов и Дејан Лазаров, кои по текот на програмата со своите номери ќе ми разделат душата. Но за тоа потоа, сега го повикувам председателот на афористичката репрезентација на Македонија, Јане Атанасов, да ме поздрави. Кој е Добро вечер, присутни. Очекувавме и присутните да видиме и да ги видиме првите луѓе на нашата општина и на една соседна општина, ама веројатно имат обврски, па не се беше до тука. Поздрав сите вас овдека и да посетам лани еден ден покасно и еден крат погоре, значи на 30 март и кратот над нас, ја одржавме традиционалната петта поред вечер на македонски афоризам и тогаш ви гледате дека оваа година на денешен датум и се видиме на истото нешто. Сега што сме еден крат подолу, тоа не менува ништо, ќе видите дека по квалитетот нема да бидеме подолу од планската предвида, напротив, јас сметам дека ќе бидеме на истото равниште и понапред. Беше најавено кој се вечер е тука присутен и по кој повод. Јас само ќе кажам дека сум благодарен на оние кои ја поддржаа оваа манифестација, кои помогнаа да ги пребродиме сите потешкоти кои ги имавме и да ги споиме овде на едно место моите колеги афористичари и вас публиката, за да направиме една релаксација на крајот од работната недела. Пред се морам да ви се благодарам на екипата која многотрпно работеше со мене во овој изминат период, за да го спремеме се до ова и заслужуваат една голема благодарност и програма. Тоа е Столица Цветкова, тоа се Данчо Арцов и Данчо Арцов, кој моментално не е програма по основните. Тоа се луѓето кои заедно со мене ја припремаа, а има поединци, институции и фирми кои финансиски и на друг начин ја помогнаа оваа манифестација и ја
јас сметам дека е наша должност да ги споменем. Тоа се општината Кочани, општината Чишиново Брешево, општината Зрновци, Т.Е. Мебел од Кочани, Маја Варич Допел од село Мајанци, Серафимов Роса Јанс од Кочани, Матична библиотека, односно јавна општинска установа библиотека Иска Кочани, Центар за култура Велимогри Кочани, кај што сме сега, Комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани, Печатни за Европа ДВС Кочани, Експлозив ДОО Кочани, Кромај Бојевички Кочани и Тодор Ангелов од Кочани. Некоја прескокнав? Ако прескокнав и испуштив, веројатно нема да не се навреди. Годинава изостана поддршката од Министерството за култура, која последните години беше редовна, меѓутоа, еве и без нивна помош се обидовме да организираме и мислам дека организираме манифестација на ниво. Изостанувањето на таа поддршка од Министерството за култура е што годинава немаме гостин од странство. Ако се сикавате добро, ланската година може ставите на еден новитет, да имаме по еден гостин представник од странство, лани беше представник од Република Србија и годинава требаше од некоја друга соседна земја да ни дојде, меѓутоа во ограничени можностите и таа точка годинава ќе ја немаме на репертуарот, да се надеваме дека некој од наредните изданија ќе се врати на тоа. И да не должам многу, ви посакувам во наредните сати или сати колку ќе биде тоа, ќе зависи од вас како ќе бидете расположени. Ако бидеме добри ќе аплодирате, ќе продолжиме, ако бидеме слаби ќе ни свиркате и ќе завршиме. Значи во наредниот период ви посакувам убаво да се чувствувате. И ја прогласувам оваа шеста вечер на Македонскиот афоризам Кочани 2018 за отворен.